Мир! Но! Ножот на! Пушка! Така изгледаат наредбите од Викторија Василевска, поручник и командир на ВОД во втората гардиска чета на баталјонот за почести при македонската армија. Дел од армијата сум веќе 6 години, 4 години како студент на војна академија или питомец и 2,5 години вработена во баталјон за почести. Василевска е дел од 16 жени кои се во родовниот состав на баталјонот за почести. Вели дека тоа што е жена никогаш не било пречка за напредок и кариера во армијата. Сум сакала секогаш да бидам дел од армијата, дел од оваа државна институција која што всушност придонесува за државата на било каков начин. Ана Марија Стаменов пак е разводник и професионален војник во истиот баталјон. Има 22 години и вели дека за неа нема никакви пречки да стои мирно долго време и на секакви временски услови. Тоа е дел од обуката што ја одржуваме, а и постепено со текот на работното искуство, задачите на кои што пристисуваме, станува дел од нашиот живот. Првата поддршка за да се приклучи во армијата дошла од нејзиното семејство. Ми представувала едноставна гордост и чест да ја служам на нашата татковина преку нашата армија. Посебно како припадник од понежниот пол, зашто не има во многу голем број. Даниела Поповска е водник. Вели дека армијата е место во кое најдобро се реализира себе си. Мислев дека ќе се разликувам од машките, од другите колеги, али мислам дека нема некоја разлика, сите сме исти, униформа е униформа и тоа е тоа. Во време кога родовата нерамноправност и родовите предрасуди и натаму се присутни во различни сегменти од македонското општество, припадничките на баталјонот за почести велат дека армијата им отворила можности за напредок. Прво бев како командир на ВОД, имам искуство и како командир на чета и сега веќе скоро 1 година сум поставена во штабот офицер за планирање. Поручникот Тамара Ѓорѓиевска е веќе 5 години во баталјонот, а 4 години претходно ги поминала на војната академија. Има можност за кариера, мислам дека исто е дали си машко, дали си женско во армијата, сите имаат можност ако си успешен, ако си посветен на работата, мислам дека нема да имаш никаков проблем за да напредуваш во својата кариера. Вели Ѓорѓиевска и додава своја визија за војтнина. Можеби прва жена генерал. Баталјонот за почести е основан врз темелите на првата гардиска бригада, формирана во 1992 година. Под сегашниот назив функционира од 2012 година, директно под генералштабот на армијата. Во описот за нив стои дека при посетите на странски делегации и државници, припадниците на овој воен состав го оставаат првиот впечаток за армијата и за државата. Одговорност, чест, посветеност, тие се мислам дека најбитните работи за да се биде не само од припадник на баталјонот за почести, него и да припадник на армијата. Додека бевме во касарната Илинден, имавме прилика и лично да видиме како изгледаат нивните подготовки. Наредбите ги издаваше поручникот Василевска. Почесен по! Страп! Мир! Но! Секогаш кога влегуваме во нешто ново, постои мала доза на трема, не знам, или сомневање како ќе биде тоа. Но со текот на времето се пронаоѓаш сами од себе си таму каде што си и се трудиш да ги исполниш задачите на највисоко ниво. Доколку се докажеш и покажеш дека си подготвен да ги завршиш сите задачи, нема никаков проблем во однос на тој дел. Сепак ние старешините како командири сме пример за сите останати. Секој од овие жени професионално си извршува задачата. Велат дека поттик за тоа им се токму униформите што ги носат на себе. Гордост пред се. Се чувствам горда некако, не знам како да објаснам. Посебно нешто ми исполнува на некој начин. Постојат неколку гардиски униформи. Тоа се така наречената класична или комитска, стандардната бела униформа и посебната празнична. Но припадниците на баталјонот често облекуваат и редовни војнички униформи и извршуваат задачи како и секој друг припадник на армиската пешадија. Да, има обука што е потешка, кај што бара да се носи фул опрема, оружје на нас, што извежбување со напорна работа не е ништо тешко за да се оствари. Жените во овој баталјон се категорични, дека повторно би го направиле истиот чекор и би и се придружиле на армијата. Упатуваат и пораки до девојките што се двоумат или се соочуваат со родови предрасуди, да го следат нивниот пример.
доколку се спремни да ги извршат сите задачи и се што се бара од нив, да не се двоумат. Која сака униформата, нека си аплицира, нека си дојде. Да ни се приклучат на нашата армија и да бидеме утре ден колеги, поголемо семејство што сме денес. Армијата нуди доста добри можности за унапредување на сите. И за мажи, и за жени. Мир! Но! На место, слободно! За гласот на Америка, Тоше Огњанов.